Писмо од мајката и одговор од синот. Сергеј Есенин. Зарем можам да смислам нешто во овој час? Зашто да пишувам сега кога сум при крајот? Пред мене тука, на мојата тажна маса лежи писмото што ми го испрати мајка. А таа ми пишува: Ако може, сине, да ни дојдеш за празникот, не биди себичен. За мене купи шал, а за татко ти ефтини панталони, зашто кај нас е голема сиромаштија. Многу ми е криво што си поет и што проклетата слава ти стана другар. Подобро ке беше од мал да ораше на нива и да одеше зад плугот. Остарев и сосем пропаднав, но ти да останеше дома, без поголема мака ќе добиев замена. Ќе имав сна, ќе бев баба и во преградка ќе лулав внучиња. Но ти, децата своји ги расеа по светот на соништата. Својата жена лесно ја даде на друг. Знам. И без пријатели, без гнездо и без кров, се фрли синко во кафанското ѓубре. Очи мои прекрасни, што стана со тебе, сине? Беше така невин и диво како вечерен час. Сите зборува од милина наглас. Колку е само среќен Саша Есенин. Но надежта наша ти не ја оправда. И затоа душата ми ја мачи се поголема болка. Залудно татко ти во себе се радуваше дека со твоите песни многу пари ќе стекнеш. Ама колку и да земаш за нив, ти нема да се сетиш на домот свој. Затоа горко ми се нижат овие зборови, зашто, сине, јас добро знам од примерот твој, дека парите не летаат по поетите. Многу ми е криво што си поет и што проклетата слава ти стана другар. Подобро ке беше од мал да ораше на нива и да одеше зад плугот. Ние живееме во темнина. Други ни кројат капа, ни конј немаме веќе. Да беше дома ти, ке имавме се. Ги знам твоите способности, ке беше и претседател во нашата земја. А тогаш би живееле мирно. Никој немаше да не чепне. Па и ти не би знаел за умор деновите што ги плаши. Ке ја научев твојата жена да плете за себе. А ти ке не гледаше на старост. Го кинам мајчиното писмо и тонам занесен во бол. Зарем никаде излез нема на патот заветен мој? Но за се што размислувам подоцна ќе се произнесам, ќе и кажам се во одговорот свој.
Старице драга, живеј како умееш. Ја чувствувам твојата нежна љубов и се сладам со неа. Но ти нималку не разбираш како живеам и што работам во светот. Кај вас сега е зима. И месечината кога ќе се издигне, знам дека помислуваш како во ноќта, под брегот Божем некој црешата побелена ја тресе и ги засипува нашите прозорци со снег. О, мајко, кој да заспие? Кој да заспие покрај виулиците што пиштат, мајко? Во оџакот, така тажно, одекнуваат крици во рој. И сакаш да легнеш, а не гледаш постела мека, туку тесен сандак и погребот свој.